Ко гледаш како издувен вентил од нешто? Онака, како хоби, знаеш и предходно дека сум сликал, ама и кога почнаваме нели да се дружиме и околу Салт да работиме и онака и Далибор го гледав колку напредна брзо и онака се чувствував дека може да научам од тебе и од Далибор доста брзо и ми беше како челендж да почнам да си сликам и да си правам слики. А иначе ја почнав лани летото, пример. Да, многу брзо, многу со фоткањето. Брзо ги свати работите и со светлото. Дури ја барам совети од тебе, што се вика за светло и така неки работи. Многу брзо ги свати што е добро, што е лошо, што... Да, на почетку и на мен ми беше тешко и да сванам и па не се чувствувам, нели, чувствувам се како 5% само да знам од тоа што треба да го знам. И како се викаше Владимир? Он ни кажа дека ако се чувствуваш дека не знаеш што е добро. Да, ако мислиш дека знаеш, ако мислиш дека знаеш и дека си научник, тога е лошо. Баталија работа. Да. Пошто едноставно гледаме фотографии од познати фотографии и некојаш и на почетокот сме дискутирале што ово. Уствари сваќаме дека колку е поедноставна работата и колку повеќе изгледа дека нема користено никакво светло, дека тоа е уствари. Како се викаше овај видеографо познат, ти што ми го беше препорачал да го гледам, Роджер Дакин. Да. Значи од него ја уствари тоа го научив дека ако сликаш у шедоу страната дава многу поголема дубина. Мислам дека од камерон сликите дека кога ги гледаш и ги анализираш. Не, ја ги анализирав сликите на Камерон пред да ја правиме фотосесијата и сванав го тај момент дека го користе у повеќе од фотографии. Роджер е многу добар. А иначе од Роджер ги имам научено тие работи и мислам дека он како што објаснува видеографијата и како ги гледа работите, уствари сваќаш дека целата работа треба да ја толку многу симплифицираме за на крајот да изгледа како едноставно ништо да не си екстра користил светло, да изгледа natural се. А при тоа да направиш да изгледа убаво, и да направиш муд. Да. Знаеш како мене никош не ми се свиѓала на too much фотографија како со превише светла, што не изгледа ни најмалку реално. Секогаш ме привлекувало тоа што изгледа природно и што не се приметува дали има светло или нема светло. Али да, Роджер е има многу добар подкаст на Apple, мислам дека Apple подкаст, не, сам подкаст се вика. И имам со многу добри видеографии, мислам не само скриптрајтери и слично, правена комуникација и како он ги сите работи ги прави да изгледа толку многу симпл е чудо. Пошто он со едно светло може да направи муд. Останатото да биде блокирање на светло. Да, буквално. Нема потреба да се убацуваат повеќе светла ако не е потребно. Како се вика тоа кога оставаш светло од лампа? Чекај да ми текне и на мене. Како се викаше? Motivational light. Motivated light. Да, за мене е science, многу добра работа. Да ставиш од кај потекнува изворот на светлината е решение за многу работа. Реално на окото. Например, јас затоа сакав тука да поставам столна лампа и може некој од наредните подкасти ќе ставам за да изгледа оваа светлина уствари од тука што ја ставаме дека доваѓа од таа лампа. Телевизорот може да биде... Телевизорот сега ја игра улога како motivation light. Да се чувствуваат другите дека уствари од него иде светлото, а тука на нас ни е страната усенка. Да. Но уствари секој што сака да почне со фотографија треба да ги изгледа тие некои видеа и ќе му бидете јас. Ја повеќе би се фокусирал на светло. Ако почнувам сега фотографија, многу повеќе на светло отколку каков апарат користам. Порано сме мислиле или мегапиксели колку апарато има. Најмалку нема да ме интересира тоа.
Со телефон ќе ги слика. Да. Само светлото да е. Ја колку слики со телефон имам направено, ако си го наместам добро нели светлото или да го погодам амбиенто и чудна работа, сега ми се случува пример да одам у кафич и пример да се загледам у некој човек, а чисто гледам светлото пример како му паѓа и на лицето пример како му паѓа, дали е тврдо, дали е меко светло, гледам каков сорсо е и некош ми доваѓа сам да се загледам у некој или у некој објект у тоа и некако дури си чувствувам како да ме замара тоа, пошто одам и гледам светла. Да. Не, да, Далибор мислам дека те зарази многу со тоа. Да. Далибор те зарази многу со тоа, а после тоа ти мене. Да. На почетокот не ги гледавме толку работите, мислам и сега уште не ги многу е поразлично светлото за видео и за фотки, знаеш? Па ти правиш видео, ја никош не сум пробал видео да правам. Може би сликаш со континуирани и не осеќаш толку многу голема разликата. Али кога сликаш само со блиц, многу е потешко да го исконтролираш светлото. Многу е потешко да пример Дими слика цело време само со блиц. Он има контрола, ама знае. Ако не го ставиш правилно, он знае каде е грешката. Нас ако не ни е континуирано, ние никогаш нема знаеме каде е грешката. Ја буквално ќе земам и ќе гледам точно у лицето на моделот што ќе сликам и пополека ќе си го местам светлото, а дојка со блиц треба да сликнеш, па да погледнеш, па малце помести. Најверојатно Многу е осет, да. Најверојатно се тренинг и се со тек на време и многу на фотографија гудри се научи. Чекај да провериме, па да. Со тебе и очекував дека нели.